Категорично не. Дали постои личност која кога би влегла низ оваа врата, веднаш би го напуштила студиото? Да. Може би не веднаш би ми дала до знаење дека не ми прија присуството и постојат некој. Отворете ја вратата да влезе. Еве те ексклузива. Се надевам дека срцето моментално ме е мирно докато спорам. Добре дојдовте во Полиграф. Полиграф е проект во кој јавните личности одговараат на прашања додека се поврзани на вистински полиграф. Секоја прашање мора да биде одговорено со да или не. На самиот почеток сакам да им се заблагодарам на сите оние без кој проект немаше да постои. Голема благодарност на нашиот генерален спонзор Кока-кола, кој секој мој проект безусловно го подржуваат. Благодарност да Прима Мебел, што се погрижи за интериерот во ова студио, како и до Fashion Group, што вечерва ме оплекува во Спрингфилд. А за овој проект да биде уште поинтересен, имаме Coca-Cola Button. Секој гостин има можност да го притисне Coca-Cola батонот само еднаш за време на тестирањето, што ќе му дозволи да не одговори на едно прашање. А сега, време да ви го представам мојот гостин. Ивона Јо, добре дојде во Полиграф. Подобро те најдов, ти благодарам за поканата. Како си? Добро, имам време да се смирам, сега мислам дека е окей. Смирено сум. Штом си спремна, време е да започнеме. За да ја калибрираме машината, прво е потребно да одговориш на некои основни прашања. Дали е твоето име Ивона Јо? Да. Сигурна си? Јовановиќ, не знам, уметничко е. Кратек, ама да. Дали си подготвена вечерва да ја кажеш вистината? Да. Дали си спремна за Полиграф? Да. Кариерата ја започна на Македонски идол. Потоа беше и во сите наши песни, Звездите на Грант. Дали сметаш дека едно такво шоу денес може да изгради звезда? Да. Може да помогне. За да се изгради треба труд голем, но може да помогне. Така да добар стартап, како што мене ми беше. Сега уште повеќе може да се искористи, затоа што се присутни социјалните мрежи. Па максимално тоа мислам дека надпреварувачите на тие шоа сега го користат и многу ме драго. И јас не го искористив на времето. Ама сега може, ако се паметни и мудри. На Македонски идол те споредува со оваа наша позната пејачка. Дали е таа твој пример за тоа каква кариера и песни посакуваш? Не. Не земам пример за каква кариера сакам, затоа што стилот на музиката не ни е ист. Стилот кој што јас моментално го градам и работам, но целата техника и сето она што јас го знам и го употребувам во пењето го имам научено преку слушање на неа и уште на две пејачки. Но Калиопи е мојата основа, некако како нели имаме основна школа, Калиопи ми е основната школа и многу ја сакам и сме во контакт и е меѓу поедините со кои што онака нема проблем да ми се јави да каже дека нешто е добро. Кои се останатите две што се твој пример? Учев од неа, од Маја Джаклиевска и од Јелена Томашевиќ. Тие три ми беа онака основа за техниката, затоа што неам посетувано музичка школа. Само слушав и учев. Над Звездите на Грант и покрај феноменалниот вонсерски глас, често беше мета на критики поради физичкиот изглед. Дали таквите коментари беа причина што не беше доволно упорна да влезеш во финалето, па и да победиш? Сега, и да и не, ама ако треба да кажам едно, нека биде да. Не може веќе да се носам со тој притисок на булинг кој што го добивав на социјалните мрежи за изгледот, ама од друга страна, сега кога ќе застанам од оваа перспектива имав многу коментари за пењето, па тие ме одржува и ме туркаа напред.
ама не бев спремна за уште такви напади, зашто ја реално бев млада, мало. Ја на 17-18 бев таму и тоа се години кога што се градиш. И затоа ние сме израснати порано сме израснати, затоа што тоа само може да те направи позрела и постабилна личност. Не велам дека е морално, ама тоа е резултатот на тој булинг, затоа што многу работев. Ама не смеав да кажам дека сум булирана, например, и за школото исто. Школото многу имав булинг. Ние бевме една друга генерација, сега веќе многу погласно се говори за булингот и за се. Јас таа среќа немав, ја тивко ги минував тие моменти заедно сама со себе. Ама општо запењаво одговорот нека биде да, се надевам дека е така. А може би не ќе видиме. I don't know. Дали се кај што се пријави 2 пати на Звездата на град? Не. И двете сезони ми донеса многу голема школа, многу добра основа, да се запознам со што ме чека, колку тој свет е добар и колку знае да биде злобен. Имаш учествуване во едно македонско реално шоу. Доколку добиеш понуда, дали денес би учествувала во некое регионално реално шоу? Категорично не. Зошто? Научив да си ја почитувам приватноста и нема потреба некој да ме гледа, освен тие што треба да ме гледаат. Кога станувам, што правам во текот на денот, избирам да покажам што сакам пред јавноста и у никој случај не би. Евентуално, ако е нешто можеби музичко, како Операција Триумф, ако памтиш, тоа беше музичари собрани на едно место, па сега нешто вежбаме тука и за една недела имаме настапи. Ма реалните шоу кои што се актуелни и познати денеска, категорично не. А нешто како Survivor? Да. И размислувам деновиве размислувам на Survivor. И мислам дека се поише од екстрема во екстрема. И тоа е затоа што бев булирано дете, кое што не се испробуваше во сите спортови поради срам. Се што се каже во спорт, јас сум таму. Така да би пробала на Survivor, иако пред година дена сигурно мојот одговор би бил категорично не. Би пробала. Дали е вистина дека планираш да се пријавиш на изборот за песна на Евровизија следната година? Да. Ако постои избор во Македонија, ако постои можност за избор, апсолутно би се пријавила. Мислам дека сум спремна и мислам дека некогаш во животот сите ние малку сме во државата, треба да ја представуваме нашата земја, на кој кога му е време, нека одлучи некој што е поголем од нас. Во овој момент мислам на Бог, али дефинитивно ако постои избор и ако постои можност да се пријавиме, да. Такво нешто во скоро време во Македонија нема, во Србија има, каде што народот може да избере слично, доколку постои со сигурност. И едва чека. Дали веќе имаш песна или тоа тек ке се работи? Не, немам. Имам само приказни за раскажување. Потенцијални песни. Долго време си на музичката сцена, но широката публика се уште нема препознаено твоја песна како голем хит. Дали мислиш дека денес заслужуваш многу поголема кариера? Би одговорила не, затоа што сум на местото каде што треба да бидам, точно, немам поголем хит, затоа што низ годиниве кога создавав музика, паралелно се градев и себе и се истражував себе. Ако некој истражува и не е сигурен во тоа што го прави, апсолутно не може да биде ништо ставено под името хит. Спремна сум да ја дадам конечно верзијата од Ивона која што е сега и работам на тоа. Кога и како ќе препознае публиката, тоа не е моје. Јас знам дека секогаш се давам 100%.
од себе и баш поради тоа мислам дека сум на местото каде што треба да бидам. И ако некој друг има поголеми цели за мене, јас сум спремна на нив. И да останам тука, I will be okay. Јас сум спремна на се она што е за мене. Имаш кажано дека Елена Лука ти ја откажа соработката само 7 дена пред снимањето на твојот спот за песната Буквално. Дали е вистина дека бевте договорени за спонзорство од 10.000 евра, но ти никогаш не ги доби? Да. Со тоа што не учествував во договорите директно јас, учествуваше друга личност, која што имаше муабет со неа и беше запознаена за каква соработка и што конкретно се бара. И подоцна се испостави дека не разбрала за што станува збор, дека разбрала за парчиња гардероба и тие пари не беа никогаш остварени. И јас бев извисена. Сега, ако одговорите да не е точно, не знам, не бев ја директно инволвирана во преговорите. Некој друг тоа го правеше за мене, ама директно јас лично бев извисена. Дали некогаш имаш подигнато кредит за реализирање на твои песни и музички спотови? Не. Не. Сите спотови и песни кои што ги имам направено се заработени пари и делумно од спонзори, а дел од песните се, тоест една песна платена од страна на продукција со која што работев, така да не, како што паметам, не. Дали е вистина дека си во подготовка на дует со голема српска ѕвезда? Не. Не, колку што ја знам, може таа спрема со мене. Не си разговарала некогаш со некого на таа тема? Не. Искрено не. Усмеам да се зачашам. Слободно. Искрено не. Ова тема е шкаклива. Не смеам заради некој XY работи да зборам. Ама би кажала не и не би ја разврзала, за да не сум сигурна колку можам да се заглавам. Сега ти отворим нови полемики. Дали е вистина дека подготуваш песна за татко ти? Да. 2. Готови се. Само чекаат момент да сум емотивно стабилна за да можам да застанем да ги испеем у студио. И едва чекам да ја покажам таа верзија од Ивона, која што е спремна да даде болка во верзија на нешто кое што е охрабрување и едва чекам. Дали ќе излезат со спот? Да. Во скоро време. Дали тој беше твојот најголем критичар? Да. Категорично да. Никогаш не признаваше дека сум добра на мене гласно. Никогаш немав добиено од него гласно ова е добро, супер испеа. Секогаш знаеше да ги така, на шала, каже зборовите. Имам едно видео кај што ме слуша од Макфест. Знам, паметам дека ме имаш споделено ти. Од Макфест, од песната Себично и као ја, може би тоа е една од подобрите мои изведби. И он на видеото се смее као, леле, како викаш, леле, ке не изведеш. На тој начин ги покажуваше работите, ама кога се работеше со критика, секогаш беше расположен, но се со цел да се подобрам. Затоа што тој беше меѓу единствените луѓе кога јас се одлучував пред 10-15 години да кажам да на музиката, не на се она друго за кое што бев способна тогаш, ама не ме интересираше. Тој беше единствениот кој што велеше оди. Иако нема финансии никогаш да ме поддржат за ништо, тоа што ми го дава и тој пуш со зборови беше многу вреден. И ден денес го слушам и ден денес ме движи. Иако не е тука веќе. Дали денес кога треба да донесеш некоја важна одлука, се прашуваш што би кажал тој? Да, го слушам. Го слушам како ми одговара. Размислувам низ неговата глава, низ неговото искуство, затоа што од
100% од случаевите што и да ми кажал се испоставило дека е така. Можеби некогаш земало време и takes time да се оствари, ама секогаш се случувало и со пријатели, и со врски, и со искуства кариерни, и со на што да внимавам, а никогаш не го слушав нормално своја главата и во напргавата мораше да истера по свое и не би велеше ти кажав. Само ќе ми се насмееш и ќе наздравевме во името на мојата грешка. Во едно интервју кажуваш дека не би правела свадба и наместо свадба парите би ги вложила во патување. Од ти годинава сепак ќе направиш свадба? Дали истата ќе ја направиш за да му докажеш на народот дека навистина си се љубен? Не. Постоеше време кога тој беше жив, кога велеше, слушай, ма ти кажам, што сакаш прави, јас ќе ти дадам пари, во вие што сакате правите ги со нив, само ја не сакам свадба, не ми е тоа, бла, и јака, окей, ќе ти испоштувам одлуката, и некако ја не бев онаков фазон. Тоа е тоа дека се менуваме пред камери. Сега, кога ќе најдеш човек со кој што сакаш се, а не можеш да ги собереш сите луѓе на едно место и да ги... А тоа да не се вика свадба. Зашто да правам 120 собиранки? Едноставно ќе направиме свадба и ќе го уживаме, а потоа ќе идеме на патување. Патувањето никогаш, желбата за патување никогаш не се изгубила, а желбата за да споделам со 300-400 луѓе колку и да бидат на свадбата моменти заедно и да наздравам со нив и да ги гушнам сите во едно време, ето, може би е ново. И единствено нешто за кое што уште од сега се спремаме, неговото отсуство и не знам тоа како ќе го преживеам тој ден, ама ето уште од сега работам, имам година дена да се спремам. Дали некогаш се сомневаше дека се отиде премногу брзо со Кристијан? Да. Да, и ден денес знам да кажам дека може би сегаш кога ќе се расправаме за нешто ново, знам да кажам ова е затоа што нема блеска. Може би како што напишав на видеото каде што ме запрси, најлесното да у мојот живот. Ја обично така на одлуки такви знам да се испрашувам и себе и да размислам со различни глави, затоа што имам 10 жени у мене и тоа е познато за мене и се испитуваме јас и моите 9. Ама на тоа апсолутно кажав да, затоа што запознав човек кој што до сега немам запознаено. Дали некој од твоите блиски ти кажа дека мисли дека брзаш со бракот? Да. Евете ексклузива, делот, фамилиите се уште не ми зборат. Тоа што сум кажала да пред некои традиции обичаи. Пред година дена на тато и слично. И ете, ќе го кажам гласно, ја не гледам никаква разлика. Напротив, како поменуваат деновите, мене така ми е се потешко и појасно дека немам татко. Ама на некој, што е сосема логично, затоа што тие различно размислуваат, различно искуство имаат, се лутат и имав проблем голем со тоа, сега се учам да немам и учам да им простам, не сум им простила уште. Се надевам дека ќе пробаат да размислат од призма и од аспект на тато. Знае колку ме сака и колку сакаше да бидам среќна. Дали чувствуваш притисок од јавноста да прикажеш дека бракот ти е совршен? Ќе одговорам со да, ама тоа е и не, ама мора да се одговори. Притисок во смисла на ако I don't know, знаеш по себе дека сите ние на социјално објавуваме секогаш кога сме среќни. Односно убави мигови, си отишол на некој ивент, направиш добра слика и го споделуваш тоа.
постои една групација close friend каде што објавуваш можеби тажни моменти и слично, ама да објавиш нешто, сега замисли ние се расправаме за тоа зошто сме задоцни или ние да се снимаме на Инстаграм и да го постираме, мислам, сулудо, така да не знам како да одговорам на ова прашање да е онака целосно, со целосно образложение. Ама сите ние некако камуфлираме и правиме убави моменти, а лошите не ги објавуваме. Еве, например, I don't know, пред недела дена кога се расправавме, а тоа не го објави. Не постои нешто совршено. Совршен е само една нашата креација која што ја направила. Ние се трудиме да бидеме совршени и цело време гледаме некои стандарди и гледаме да се вклопиме во нешто. И јас се надевам дека само ќе гледаме по добрите стандарди, односно ќе гледаме добри примери, ќе гледаме добри бракови и ќе учиме добри бракови за да бидеме се подобри, затоа што не можеме да бидеме добри сопружници. Нас и мене ме прв да бидам жена, улога на жена и него да бидам маж. Така да притисок од јавност општо за се чувствуваме ние како јавни личности затоа што се може да биде испревртено, како што во многу ситуации било во мојот живот и можеби уште ке, ама решив погледот да го сменам на тоа и да сум мирна со тоа. Се надевам дека срцето моментално ме е мирно докато спорам. Тоа ќе да знаеме на крајот. Да. Дали е вистина дека имаш користено лекови против депресија, препишана од психијатар? Не. Никогаш не сум користела лекови. Иако сум имала совети, единствено нешто што сум користела е ашваганда, ама тоа не е антидепресив секако е. Наравно, ашваганда. Ашваганда. И уште го чувам котивчето, тато последното ми го купи и како држам така, знаеш, ги држам некои работи цврсто. Не. Можеби имав сериозна потреба тоа, затоа што моментот тато кога почина, тато почина септември, ја од јуни не бев добра, ама кога ќе кажам не бев добра, мислам на не ми се дишеше. Едноставно, ова ми беше тешко. А камоли некоја друга активност, а ја морав да функционирам. Морав да пеам. Морав да се појавувам негде. И многу беше тешко. И сега со ова знаење не би посегнала по лекови, но можеби не би ги одбивала тогаш. Можеби би направила малку посериозен чекор. Ама не. Дали спортот и приближувањето кон Бога ти помогна целосно да го пронајдеш мирот? Да, најголемото да, до сега. Да. Само тоа ме одржува и љубовта би ја додала тука. А љубовта во било кој облик, љубов кон партнер, откако го изгубив тато, осознав што е колку значи да сакаш и да покажеш дека се сакам, затоа што јас последната година со тато бев многу добра и тој покажа работи за кои што 29 години се молев да ми ги покаже, односно да ми покаже љубов. И љубов, спорт и Бог се основата која што моментално ме движи, основата која што моментално ми дава да сум среќна. Јас сум среќна денеска кога ќе станам од кревет, кога ќе ги отворам очите, кога ќе сфатам дека сум станала и дека дишењето не ми е више проблем, туку ми е дај ми уште еден ден да зграбам, да видам што можам да направам и да идам да се истрчам, да уживам во животот, да ги изнагушкам сите околу мене. Многу време бев мртва и неисполнета. И сега сакам сето тоа да го вратам и да си го дадам на себе, си го должам. Криво ми е што не е тука, ама јас знам дека тој ја чувства мојата радост и ми вели go, go, go girl. Дали веруваш дека Бог намерно ги отстранил некои луѓе од твојот живот за да те заштити? Да. Иако е круто да кажеш намерно за Бог, тој секогаш има убави добри планови за нас. И можеби некогаш е тешко да ги сватиме. Не можеби, секогаш е тешко да ги сватиме оние моменти на губиток на личности, губиток на било што. Но баш поради тоа што во многу наврати ми покажал зошто е тоа така, дека тоа е најдобрата одлука. Јас му верувам и сега
во овој момент кога 7 денеска со 101 обврскана глава, знам дека со причина сум тука и затоа на ништо не велам не, затоа што знам дека е се дадено за моje најдобро, а се она што се случува кој што е лошо, ќе ми даде Бог сила да го издржам. И ми дава многу повеќе од претходно. Претходно паѓа во очај многу лесно. Сега очајната Ивона тука е уште, не можеш да ја убиеш, ама не ги давам на предија стал да седне, таму ја ставаме негде од лева страна, од лева фиока. Во хороскоп си лав. Дали е точно дека знаеш да бидеш тврдоглава до таа мера да никој не може да ти го промени мислењето за било што? Да. Да. И ова е прв пат да го слушам вака срочано. Не верувам иначе во хороскоп повеќе, ама лав сум по таму некои кажувања. На 8 август полнам 30 ка Стефан за неколку дена. И тврдоглава сум многу. И претходно спомнав, можев да научам на грешките на другите и да не го искусувам, да не искусувам сета болка, ама не ја да си видам. Ја само да прашам. Така да. Се чувствуваш како 30? Не, уопште. Уопште. I've 30s is new 20s, baby. Дали мислиш дека твојата најголема мана е тоа што премногу очекуваш од луѓето? Да. Да. Тоест, очекувам да добијам тоа што го давам, ама sometimes понекогаш е тешко да се добие тоа што се дава, затоа што едноставно различни луѓе има. И да. И еве, ако некој знае, нека ми напише коментар како да го средам. Дали постои личност која кога би влегла низ оваа врата, веднаш би го напуштила студиото? Да. Може би не веднаш би дала простор, ама би ми дала до знаење дека не ми прија присуството и постојат некој. Ама не им се луто. И просто ама не споделувам енергија. Така. Отворете вратата да влезе. Како од кај знаеш ти која таа личност? Се шалам, Лева. Отворете ја вратата, бе, мал. Не опусти кучу, велико брата. Еден период бевме колеги, се занимаваше со YouTube. Дали е вистина дека да не беше Марио, ти никогаш немаше да снимаш видео? Апсолутно, да. Апсолутно. Марио да не беше ништо. Што се однесува до YouTube, да, ти знаеш дека Марио ме воведе во тоа, ја не во тоа време снимавме повеќе јутјубери. Секогаш кога ќе се собиравме и ќе требаше да идеме негде, ја 5 минути пред да се собереме, му викам дај покажи ми ги пак. Ова е стефанатор, ова е GP, ова. Ништо не знаев. А не бев заинтересирана да ве дознам, искрено. Фален. Ја бев како киднапирана, ама онаа киднапирана, онаа што така се гледа дека не е киднапирана, ама она е киднапирана ствари. Е ставена на тоа место. Да, ама за вртевете знаев. Неколку не знаев. Имаш еден портокалов дечко, како се викаше? Него никако не можев да го запомнам. Винко. Вини Пуго, вика. Стварно сум ложа и со имења и со тоа. А постои ли така е? Сум дете ли е, нели? Ја не сум више дете, never mind. А како се вика? Винкото. Абе, не името како му? Емил. Па не личи на Емил дека се вика. Тоа беше третата жена у мене. Нема не, јас стварно мене ако не ми речеш дека се викаш Стефан, ја кај мене може и да си Никола. Марија има една изјава, не волим да познам луѓе кои не знам. Дали некогаш посакуваш
тоа време на YouTube никогаш да не завршиш. Да. Затоа што беше исполнето со без грижа беше. Ние не земавме пари од тоа. Ние не заработувавме од тоа. Ние со Марио ком паметам, еве може да ме коригира, дали имавме една соработка, тоа дали беше не ни памтам дали беше платена или не. Тогаш ќе сватиш дека тоа што си го правеле чиста љубов, која што можеше во ова време со тие прегледи добро да се новчи да направиш нешто, ама тоа беше и дружење наше и споделување на време заедничко и некако стварно е убаво. И престанавме во моментот кога имаш еден клик, знаеш, си осетил кај тебе ураст. Као кога више седиш и make no sense да го правиш тоа. Као сега седам, правам нешто и више таа Ивона внатре во мене не се согласува со тоа дека е комфортно да го прави. Ама никогаш не можев да му го кажам тоа гласно на Марио. Така, некако се избегнувавме и се случи да пукнеме и да не нема долго време општо вака релација да немаме, ама фала му на Бога што сега е различно и сега е подобро. Затоа што никош немаше да се опростиме ни јас ни тој, ако нешто такво, кој што беше толку големо и искрено и убаво и препозитивно да го смема. Сега кога сме веќе изградени личности, кога можеме да уживаме на друг начин. Дали е вистина дека со Марио еден подолг период целосно престанавте да комуницирате? Да. Ти го одговорив пред да бидам прашана. Да, немавме комуникација. Иако мислам дека никаде го немам зборено, немавме комуникација и беше тешко да се процесира, затоа што Марио не ми беше само мене обичен пријател, туку ми беше брат, кој што тој ме гледаше како сестра. Маја замена сестра му во Германија тој период и он него целата љубов што ја имаше за неа ја фокусираше на мене, тоа не можеш да не го почувствуваш. Кога ни се оделија патиштата, тој претпоставувам дека уште имаше замисла за нас двајца и јас веќе не се чувствував дека е тоа место, некако се разделивме и немавме еден период простор да комуницираме, не си го создававме ни јас ни тој, но сега сме окей, сега сме тука, сега се слушаме, добри сме, го сакам, тоа е Марио и тоа место не може да го исполни никој друг. Поредко се гледаме, го знаеш, она се гледаме ретко има многу квалитетно и конкретно дискретно, како и да е. Ретко се гледаме, ама кога ќе се видиме, знаеме да си го дадеме тоа што го имавме. И тоа е тоа. Можеби тој се пресели од Скопје кога ја се тргнав од Скопје. И се кажи ми онака кај математиката. Значи чудни за патишта. Дали сега има шанси повторно да станеме колеги? Можеби. Да. Па, за YouTube спориш? Да. И не. Ама нека биде да, ајде, ќе видиме што ја каже полиграфот. Влогувам, снимам на TikTok, гледам да сум жива, гледам да пренесам. Знаеш зашто почнам да влогувам? Затоа што гледам дека ме прави жива и дека ја покажувам едната страна од Ивона која што луѓето која на кратко ќе ја видат уживо викаат ти си нешто друго. Ја стварно сакам да сум целосно јасна на социјалите. А ние преку вакви слики тоа не можеме да го покажеме. Кога некој ќе ми приде ќе ми каже вау колку си поубава уживо. Па тоа е затоа што убавината не ја прави напумпана уста и извлечен ајлајнер, туку енергијата која што човекот ја има. И јас сакам преку тие видеа тоа да го дадам. И затоа почнав да влогувам, а може тоа се направи на YouTube. I don't know, не сум размислувала, се имаме и помош од сопругот, може он да снима и да монтира. Бидејќи не сум заинтересирана на вистина за тоа. И последно прашање? Последно? Seriously? Ја не го искористив ова. Дали нешто ми излажа вечера? Сега го исто користи кога колабатанот? Да. Мислиш дека нешто имаш излажано?
Мислам дека имаше некои прашања кои што не се двосмислени од твоја страна, него едноставно не можеш да ги одговориш со да и не, поради тоа што телото ми процесира и да и не, и за да и не имам образложенија, и мислам дека поради тоа може да покаже нешто грешка, може ќе дознам нешто, ти кажав јас сум спремна на се. Така да мислам дека искрено не, ама има потенцијал баш поради тоа што некои работи не се едноставни со да и не. Можеш да кажеш дали сакаш вода, да или не. Па не хочеш, тоа е тешко да кажеш. Така да, I don't know, ќе видиме. Време е за резултатите. Ивона Јо. За жал, не го положи тестот. Но вечерва зборуваше многу искрено. Може би најискрено до сега. Полиграфот не се согласи со тебе на едно прашање. На едно? Па, одлична сум. Ми рече дека чувствуваш притисок од јавноста да прикажеш дека бракот ти е совршен. Ај, се не чувствувам, а? Алло, да, тоа се тие прашања кои што ти кажав како и чувствувам, затоа што не сакам да кажам дека се расправам со маш ми за работи кои што се расправам, пример, за глупости. А друга страна, тоа не е природно да објавиш, заради тоа кога не знам како да одговорам на тоа прашање. Инаку, у принцип, ја не лажам, човек. Тоа ми е у принцип, може би маната. Се зезнам. Тоа е, вистината е тоа. Тоа го докажи вечерва, фала ти. Фала ти на тебе, многу ми беше убаво. Дај уште некоја прашање. Ќе оставиме за некоја наредна сезона. Може. А ние тука се одјавуваме. Фала ви што гледавте Полиграф. Лајкнете го видеото и субскрајбнете се на каналот за да гледате уште епизоди и пишете ни во коментари кога сакате да видите наредно тука. А ние се гледаме секоја недела во 21 часот.